Македонската економија, фискалната политика и буџетот се консолидираат благодарение на константното зголемување на бруто домашниот производ. Во последните 6 квартали просечниот раст е 3,5%, а во последните 2 растот на бруто домашниот производ е 3,8%. Кои се очекувањата на премиерот Христијан Мицкоски за периодот што предстои? За оваја 26-та очекуваме растот да се движи меѓу 3,5 и 4%, да имаме еден континуиран раст во услови кога европскиот раст е некаде околу 0,5-0,6%. Тоа значи дека економијата е консолидирана и политиките кои што ги води оваа влада, фискалната консолидација, но и буџетското консолидирање на буџетскиот дефицит врдуваат со плод. Од една страна имаме политика која што внимава, не троши премногу, но тоа што го троши таргетирано со цел и таа цел вродува со плод. Еве, резултатот од таквата политика се овие, би рекол, овој пораст. Инаку она кое што исто така треба да се напомене дека номиналниот бруто домашен производ во 2025 година порасна за 8,2-8,3%, нешто што представува историски рекорд за македонската економија. Кои се плановите? Наша цел како влада беше номиналниот бруто домашен производ на крајот од мандатот, тоа е 2028 година, од оваа влада, да надфрли 20 милиарди долари. Тие 20 милиарди долари ги надфрливме после година и половина во 25-та година. Според АМФ, односно според ММФ, за 26-та година номиналниот бруто домашен производ за македонските граѓани е поставен на ниво од нешто повеќе од 21 милиарда долари. Според куповната моќ, во 2026 година Меѓународниот монетарен фонд ни предвидува дека по глава на жител ќе се движиме меѓу 31 и 32 илјади долари. Се приближуваме до Црна Гора и Србија, далеку сме понапред од, да речеме, Албанија, Косово, Молдавија и останатите земји, Грузија, Белорусија и така натаму, иако бевме пред 2 години само и под нив.